Во писмената реакција што ја испрати градоначалникот Ратко Димитровски, тој оценува дека во јавувањето на опозицијата со пресконференција нема ништо ново, затоа што нејзините представници во Советот не се вклучувале во буџетскиот календар, не присуствувале на координации и комисии и не давале писмени и аргументирани предлози. Првиот човек на општината смета дека опозиционерите немаат представа за финансиите што се потребни за проекти, па на самата седница на Советот предлагале суми од ракав. Преку советнички прашања и популистички памфлети бараат да се реши нешто за што и самите се уверени дека не е можно. Изградба на 2 моста на Кочанска река тежат колку 3 комплетни буџети на општината. Покривањето на каналот и проблемот со водата кај атомските згради се во друга надлежност, исто како и споменикот на слободата. Преку нивни медиуми пласираат дека 3,5 милиони денари за репрезентација се премногу, делејќи ги погрешно на денови и вработени. Се заборава фактот дека се работи за годишен буџет на сите општински институции и дека тоа е околу 1% од буџетот за повеќе од 1100 вработени во 12 институции. На име на градоначалникот досега нема ни една општинска дневница. Во дописот до медиумите, градоначалникот го споредува периодот пред неговото доаѓање на функцијата и годините потоа. Се забораваат фактите од 2009 година и после неа. Од 1996 до 2009 година немаше ниту еден капитален објект, ниту една улица, водоводна цевка или слично. Зашто се наменуваа тогаш парите на граѓаните и каде завршуваа? Да ве подсетиме дека после 2009 година изградивме 6 спортски игралишта, го реконструиравме водоводниот систем и изградивме 2 нови експлоатацијски бунари. Изградивме канализации во Нивичани, Прибачево, Бели, Оризали и Тракање, мост во Полаки. Изградивме пешачки патеки и тротоари во центарот на градот, во Оризари, Градовци и Тракање. Во продолжение се набројуваат уште неколку реализирани проекти, меѓу кои и асфалтирањето улици, изградбата на атмосферска канализација и инвестицијата од 1 милион евра на Пониква. Исто така се споменуваат и планираните проекти за во наредниот период, поради што, според Димитровски, на граѓаните е да ценат кој шири популизам, а кој работи и се грижи за нив.